Додека во останатите општини во источниот регион бројот на изолирани лица се намалува, 14 нови лица од вчера се во задолжителна самоизолација во Кочани, откако општината го регистрираше првиот случај на заболен од коронавирусот. Моментално, значи само изолирани по редовна линија имаме 20 и плюс 14 имаме од семејството, потесното семејство кое е самоизолирано од вчера. Немаме нови случаи, не сме информирани за нови случаи. Во меѓувреме, 23 годишна девојка од Кочани заработи кривична пријава, бидејќи лажно објавила на нејзиниот Facebook профил дека е заразена од коронавирус. Има основи на сомнение за сторено кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, пријавената на 31 март 2020 година. Во 16 часот и 14 минути на својот Facebook профил објавила лажна вест дека е заразена со коронавирус и ги повикала сите кои биле во контакт со неа да се тестираат. Инаку, зголемување на бројот на лица кои во моментот се во самоизолација има само во Кочани, за разлика од останатите општини, каде сега бројот се намалува од ден на ден. До вчера, општина Берово се вбројуваше меѓу општини со повеќе изолирани лица. Од денес, бројката е намалена. Линијата на тренд покажува намалување на бројот на лица во самоизолација. Според последниот извештај се изнесува 15 лица. Значи бројката се намалува, бидејќи дел од луѓето кои претходно од одредени земји со висок или среден ризик беа во самоизолација, полека излегуваат од изолација до денес. Нема евентуално некои со симптоми или да бидат позитивни на коронавирусот. Општина Штип и понатаму останува со најголем број на заболени лица во регионот, но за утеха е тоа што од денес е намален и бројот на лица во задолжителна самоизолација, односно од вчерашните 128, денеска бројот е намален на 87. Слична е ситуацијата и во останатите општини, каде на дел од граѓаните и поминал 14-дневниот карантин. По градови бројката изгледа вака: Пробиштип 21, Виница 15, Делчево 9, Карбинци 7, додека пак Македонска Каменица, Пехчево, Чешиново, Блешево и Зрновци имаат по 2 лица. Во крими билтенот на СВР Штип повторно се забележани граѓани кои не ја почитувале самоизолацијата и полицискиот час. На подрачјето на СВР Штип во текот на изминатото денонокие на едно лице му е издадено решение за изолација. Од страна на полициски службеници извршени се 38 контроли над лица во изолација и 109 контроли над лица во самоизолација. Едно лице не ја почитувало мерката за самоизолација. Забраната за движење не ја почитувале 8 лица, од нив 3 се приведени и 3 опоменати. На 5 лица им се земени податоци и ќе следуваат соодветни поднесоци. Поднесени се и 2 известувања и 9 кривични пријави по член 206 од Кривичниот законник. Контролирани се вкупно 161 објект. Стои во соопштението на СВР Штип. Во услови на вонредна состојба во државата, општина Делчево ја спроведе крводарителската акција. Во услови на пандемија, сакам да нагласам дека нема никаква опасност ниту за крводарителите, ниту за пациентите на кои што таа е неопходна. А знаеме дека крвта е скапоцен лек, единствен извор за неа е човекот, а потребите од трансфузија се големи. Додека пак децата од детската градинка Астива од Штип се приклучија кон иницијативата "Се ќе биде добро" и испратија убава и позитивна порака со изработка на цртежи кои ги прикачија на прозорците во нивните домови.